Со оглед на немилите настани кои што се случија минатиот месец, смртност на 2 родилки со нивните плодови за многу краток период, платформата за родова еднаквост реши да изготви анализа по однос на смртноста на доенчињата и родилките во Македонија. И наудите од таа анализа решиме да ги споделиме со пошироката јавност, бидејќи навистина се прилично загрижувачки. Во 2010 година се донесе стратегија за безбедно мајчинство од страна на владата на Република Македонија, чие што имплементирање завршува оваа година. И интересно е тоа што во текот на овие 5 години стапките на смртност на доенчиња и родилки се зголемуваат, растат. Перинаталната смртност има тренд на пораст од 2010 година, иако во последните 20 години се намалува се до 2010 година, значи постои успех во намалување на стапката на смртност перинатална, меѓутоа по 2010 година стапките на перинатална смртност почнуваат да растат. Инаку перинатална смртност е смртноста на доенчиња до 7-миот ден по нивното раѓање. Инаку, оваа стапка е највисока на ниво на ЕУ, изнесува 14,3 и е речиси тројно повисока од европскиот просек. Исто така во една и повисока на регионално ниво, значи ако земеме во Грција таа е 11, во Србија 8, во Турција 10. Она што е интересно да се спомене е дека, односно не е интересно, туку е поразително, е што во истиот период од 2010 година исто така расте и доенечката смртност. Смртност на доенчиња тоа означува смртност на новородените кои што се случуваат до првата година од нивниот живот. Оваа стапка исто така се зголемува од 2010 година. Најголемиот пораст се случува во 2012 година, кога бројот на починати доенчиња се зголемува за 25% споредено со живородените кои што растат само за 3% во истата година. Само за споредба, во 2010 година таа стапка е 7,6, додека во 2014 е речиси 10, односно 9,9. Најдрастичен пораст има во поодделни региони, како например во Берово, во Крушево, во Гевгелија. Таму може да се запримети дека стапките достигнуваат и до 30,3% на доеначка, не проценти, 30,3 е стапката на доеначка смртност. И тоа е интересно да се спомене дека токму во тие општини и региони се забележува недостаток на матични гинеколози или пак постои нефункционални јавни гинеколошки установи. Во однос на матерналната смртност, таа исто така бележи пораст од 2012 година поточно, меѓутоа трендовите почнуваат да се влошуваат веќе во 2009 година. Во 2008 година стапката на смртност на родилки е 0, односно таа година нема смртност на родилки, меѓутоа веќе од 2009 година таа е 4,1, потоа во 2010 година имаме драстичен пораст 8,2. Во 2011 се намалува, меѓутоа од 4,1 во 2011 понатаму до 2013 е 4,3. Оно што можеме да го очекуваме за 2015 година со оглед на веќе регистрираните јавни случаи на смртност на родилки до сега 3 е дека веројатно и оваа година таа стапка ќе биде висока. Ова е тоа што сакаме да го презентираме како наоди по однос на статистиките, кои што навистина се загрижувачки. Понатаму би препуштила да продолжат да говорат почитуваните колешки кои што ќе зборуваат малку повеќе околу факторите кои што влијаат на доенечката и матерналната смртност, како и на препораките. Благодарам. Марија, јас сум Елизабета Бошиновска, представник од граѓанска организација ХЕРА. Ние практично испримерот и преку теренските податоци кои што ги имаме од една општина до општината Шутовризари, кои што се години назад работиме и информираме јавноста за податоците од терен, практично сакаме да истакнеме дека колку е потребно институциите ургентно да преземат мерки во однос на напредувањето на репродуктивното здравје на жените пред се на оние кои што се бремени, односно се преку период на бременост, како што најголем дел од нас тука знаме, Шутовризари е една општина која што најголем
со најголем број на ромско население во Република Македонија и каде што најголем број од граѓаните се социјално исклучени и се приматели на социјална парична помош. Исто така со реформите од пред неколку години практично со приватизацијата на примарната гинекологија во оваа општина повеќе од 8.000 жени во репродуктивен период се оставени без услуги на матичен гинеколог со години наназад. Да се подсетиме дека еден обид Министерството за здравство имаше во 2012 година со отварање на оглас за матичен гинеколог кој што дојде и отвори гинеколошката амбуланта и за многу краток период ја напушти оваа општина. Вториот обид беше минатата година со времената мерка од која што беше предвидена во рамките на превентивната програма за активна заштита на мајките и децата. Мерка која што и истражувањето, и искуството од самата заедница практично покажа дека не одговара на потребите на заедницата, заради тоа што не ги нуди сите услуги кои што треба да ги понуди една ординација на матичен гинеколог. Па така жените во општина, да речеме, во современата мерка може да добијат советување, ехо или вагинален преглед, меѓутоа не може да добијат се она што им е потребно за да може да ја следат својата бременност. Не може да направат брисеви, пак тестови, ниту да бидат упатени до останати здравствени институции за да направат лабораториски тестови, за да исто така да бидат упатени до понатаму во болниците за други исследувања, како и за породување. И многу значајно не можат да добијат рецепти за лекарства за да можат евентуално да лекуваат одредена здравствена состојба. Ова ни кажува дека оваа мерка не одговара на потребите, дефинитивно мора доколку се планира решение да се обезбеди матичен гинеколог кој што целосно ќе може да следи бременност и да ја обезбеди она оптимална здравствена заштита која е потребна на сите бремени жени. Друг проблем со кој што се соочуваат жените од оваа општина е тоа што доколку успеат да изберат матичен гинеколог надвор од општината Шутел Ризари и незаконската наплата со која што се соочуваат практично сите жени во Република Македонија, не само оние кои што живеат во Шутел Ризари, меѓутоа нас доказите практично ни се собрани токму од оваа општина каде што континуирано се прават истражувања за тоа да видиме каква е состојбата. Во тек е правењето на четвртата карта и верувам многу скоро ќе ги имаме резултатите од тоа истражување, меѓутоа ќе ги споделам од претходната карта, последната. Истражувањата кои што податоците кои што кажуваат дека дури 41% од премените жени од оваа општина платиле од 150 до 500 денари во ординацијата на матичниот гинеколог и 36% кои што платиле од 500 до 800 денари за прегледи кои што според законите, според политиките во Република Македонија, истите им се загарантирано, им следуваат бесплатно. Ќе се согласите дека оваа сума е голема дури за бремени жени кои што имаат просечни примања, камоли за жени кои што се приматели на социјална парична помош. Инаку овој проблем со постоењето на незаконска наплата во ординациите на матичните гинеколози, оваа година го препозна дури и Комитетот за економски, социјални и културни права при Обединетите нации, кој што само пред 2 недели и постави прашање и побара дополнителни информации и објаснување на нашата земја од Република Македонија, што има превземено за да се реши токму овој проблем, односно прашањето е што земјата презеде за наплаќањето на пренатални здравствени услуги или породувањето, кои што треба да бидат бесплатни според законите, особено меѓу најобесправените, меѓу маргинализираните граѓани, како што се ромките, да речеме, од Шуто Оризер. И во услови на немање на матичен гинеколог во собствена општина или кога треба да се платат дополнителни средства, а при тоа се преживува социјална парична помош, жените најчесто изборот го сведуваат или на избегнување на ординацијата на матичниот гинеколог или намалување на бројот на прегледи, што исто така, како што спомена веќе Марија, е значајно за обезбедување на здрава бременност, имајќи предвид дека доставноста и пристапот до здравствени услуги за здравствена заштита во текот на бременоста е една од клучните алки за ние како држава да ја намалиме матерналната, перинаталната и дојнечката смртност, а од друга страна Република Македонија има
институциите здравствени да имаат обврска проактивно да делуваат и да преземаат мерки кои што се ефективни, за да ги тргнат сите пречки кои што постојат во пристапот и доставноста. А за дел од овие пречки самите заедници, граѓанските организации со години на назад зборуваат дека постојат, дека се идентификувани, дека треба да се преземат мерки кои што ќе донесат солуции на долг рок. Односно, овие пречки кои што ги имаме само треба да ни помогнат веднаш да побараме решение да ги елиминираме сега кога им е можеби предоцна. Инаку во однос на достапноста на матични гинеколози на територија на цела држава, меѓутоа и генерално на гинеколози, потребни се системски решенија на долг рок, првенствено преку инвестиција во зголемување на квотите за специализации во областа на гинекологијата и паралелно воведување на стимулативни мерки за сите матични гинеколози во Република Македонија кои што имаат договори со фондот, меѓутоа и за гинеколозите и другиот медицински кадар во рамките на јавноздравствените установи, за да може да се пополнат местата и во најоддалечените региони и да се спречи одливот на гинеколози во приватни здравствени установи или пак во здравствените установи надвор од државата. Дополнително на проблемот со незаконските наплати кои што исто така ги засегаат сите граѓани, треба многу сериозно, многу внимателно да се приде и да навистина да се најде решение на долг рок. За репресивните и казнените мерки кои што како пракса ги воведе Фондот за здравствено осигурување за минатите 2 години не дадоа резултати и не се ефективни. Единствено може да доведат да дел од матичните гинеколози во иднина се одвратат да склучуваат договори со фондот, што на крајот исто така тоа ќе биде на штета на крајните корисници, односно на пациентките. Токму затоа сметаме дека за да се унапреди здравјето на бремените жени, потребно е пред се целосно да се елиминираат сите трошоци со кои што бремените жени се соочуваат во текот на бременоста, односно Фондот за здравствено осигурување да изнајде решение со кое што долгорочно ќе елиминира праксата на незаконска наплата кај матичните гинеколози, пред се преку воведување на стимулативни мерки за матичните гинеколози кои што имаат договор со фондот и кои што ќе се обврзат преку овие стимулативни мерки да нудат целосно бесплатни услуги за сите бремени жени. И втора препорака со која што ќе завршам е сите целосно да бидат укинати сите трошоци за партиципација кои што жените ги плаќаат во текот на бременоста надвор од ординациите на матичните гинеколози. И тоа се значајни трошоци кои што жените треба да ги издвојат од домашниот буџет, а тоа се здравствените установи каде се патуваат бремените жени за дополнителни лабораториски прегледи, меѓутоа и во рамките на здравствените различни исследувања во рамките на другите здравствени институции од секундарно и терцијерно ниво. Јас тука би прекинала, верувам останатите колешки ќе се придржат со дополнителни препораки, доколку имате прашања ќе се надоврзам на крајот на текстот. Добар ден, јас сум Савка Тодоровска, доаѓам од Националниот совет за родова равноправност и оваа организација е една од 21-та организација членка на платформата за родова равноправност, кои што всушност организации имаат во своите програми родовата равноправност. Од сето ова што претходно беше кажано и веројатно има и многу други податоци кои што може да ги прашате и да ги добиете како одговор од моите присутни колешки, јас ја добив задачата да ги представам пред вас препораките од сите овие организации членки на платформата за родова равноправност. Тие се за сега само 7, кои што всушност во оваа програматика сметаме дека ќе донесат исчекорување од овој навистина голем проблем. Еден од препораките е дека новата стратегија за безбедно мајчинство по истекот на постојната 2015 година да се базира на релевантни истражувања, докази, квалитетни статистички податоци и во себе
да содржи мерки и цели согласно наодите од терен. Од исклучителна важност е функционален и континуиран систем на мониторинг и евалуација на стратегијата со цел навремено да се детектираат слабостите во имплементацијата и соодветно да се реагира. Квалитетен мониторинг и евалуација на спроведувањето на стратегијата е од клучна важност за понатамошно подобрено креирање на остварливи политики и стратегии кон суштински кои влијаат на решавање на проблемот и намалување на смртноста на родилките и на доенчињата. Втората препорака од денешните науки и презентации кои што ги дадовме на оваа конференција е зголемени буџетски вложувања за подобрување на пристапот, условите и квалитетот на услугите во јавните гинеколошки здравствени установи. Буџетските средства да се искористат за подигнување на капацитетите и компетентноста на регионалните јавни здравствени установи и поголема едукација на матичните лекари и докторите по семејна медицина за антенаталната здравствена заштита и грижата за бремените жени. Понатаму препораката вели зголемување на буџетските средства и обемот на активности за програмите за активна здравствена заштита на мајките и децата и нивна целосна реализација. Посебно да се зголемат буџетските средства за помалите општини и руралните средини кои имаат недостаток од матични гинеколози и стручен медицински кадар. Особено да се внимава на зголемување на обемот на средствата и активностите и наменети за превентивна здравствена заштита на мајките и децата од маргинализираните заедници, каде стапките на смртност се невисоки. Како четврта препорака од денес, од сите овие организации на платформата за родова активност, равноправност, препорачуваме намалување на трошоците за жените во текот на бременоста. Фондот за здравствено осигурување да изнајде решение преку кое трајно ќе се реши проблемот со незаконска наплата на услугите во ординациите на кои бремените жени ги плаќаат надвор од ординациите на матичните гинеколози, а се поврзани со следење на бременоста, дополнителни лабораториски тестови и испитувања за следење на бременоста на секундарно и терцијално ниво. Зголемена квота за специјализации во областа на гинекологијата. Креирање на дополнителни стимулативни мерки за гинеколозите и другиот медицински кадар во јавните здравствени установи за да се пополнат работните места во подалечените места. Предпоследна препорака од денес е Фондот за здравствено осигурување да ги почитува уставно за гарантираните права на пациентките и веднаш да отпочне со кофинансирање на породувања во приватни здравствени установи по избор на осигуреничките. На овој начин ќе се мобилизираат средства од приватниот сектор кои би се инвестирале во ширење на инфраструктурата за пружење на антенаталните сервиси. И како последна порака од денес на оваа тема, платформата за родова равноправност порачува подобрување на квалитетот и достапноста на статистичките податоци за матерната и смртноста на доенчињата, воведување на темелно и систематско испитување на здравствените, социјалните и другите причини за смртноста кај родилките и доенчињата, кое ќе го врши посебно формирано тело, така наречено тело за ревизија на матернална и доеничка смртност, составено од професионален, независен експертски тим на стручни лица. Добиените податоци да бидат основа за креирање на препораки, мерки и политики кои имаат стратешки пристап во намалувањето на смртноста на доенчињата и на родилките.
благодарам. Доколку има некои прашања од вас, тука сме да ги одговориме. Поведа. Вчера министерот Тодоров изјави дека нема никакво ефективно решение за незаконските наплати и спомна дека тоа е проблем и во другите сектори на здравството на цела територија на Македонија. Кој е вашиот коментар на тоа? Дали сметате дека постои ефективно решение кое што министерството опива да го имплементира? Веќе спомнав во моето излагање. Сметаме дека незаконските наплати кои што веќе постојат и се регистрирани во рамките на оптимиците на матичните гинеколози не може да се искоренат само со репресивни и казнени мерки кои што веќе изминатите 2 години беа спроведувани од страна на Фондот за здравствено осигурување и сметаме дека исто така државата, Фондот за здравствено осигурување може тука да се вклучи, Министерството за здравство имаат обврска да најдат ефективно решение на долг како ги искоренат. Имајќи предвид дека тука не се само институциите Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување, тука ги имаме и матичните гинеколози како даватели по јавноздравствениот сектор, сите заедно имаат обврска да дојдат до решение кое што ќе биде во корист на пациентките, односно на крајот на денот пациентките да добиваат бесплатни услуги, како што е препишано со законите и со политиките. Во моментот имаме една состојба каде што едните со другите се обвинуваат. Фондот за здравствено осигурување и Министерството за здравство смета дека ги има дадено сите можни услови и дека јонака треба да бидат услугите бесплатни, дека прекршители се гинеколозите. Од друга страна, гинеколозите имаат многу други оправдувања, со што сметаат дека финансиските средства кои што ги добиваат не се доволни за да вршат својата дејност и се незадоволни на крајот на денот, а тоа се одразува на квалитетот на услугите на кои што ги добиваат пациентките и се одразува на домашниот буџет на пациентките кои што треба од џеб да ги дадат средствата за да добијат услугата. Така да сметам дека и едните и другите мора, меѓутоа тука пред се државните институции, односно Фондот за здравствено осигурување и Министерството за здравство мора да дојдат до едно решение со консензус кој што ќе биде во корист на пациентките и тоа не може до недоглед да се игнорира, затоа што повторно ќе кажам, репресивните казнените мерки во земја во која што имаме дефицитарен кадар на матични гинеколози само ќе ги одврати моменталните матични гинеколози кои што имаат договор со фондот и со тоа уште поголем број на жени во Република Македонија може да останат без својот матичен гинеколог. Затоа мора да има проактивни мерки кои што на долг рок ќе бидат во корист на пациентите. Значи веќе постојат одредени казнени мерки за законско наплатување. Да, какви мерки постојат? Ние исто така како граѓанска организација изминатите 3 години, од 2012 до сега сме пријавиле, односно сме детектирале, сме евидентирале повеќе од 800 случаи во шуторизари на незаконски наплати во рамките на ординациите на матичните гинеколози. Не се сите процесуирани заради тоа што дел од пациентките не сакаат да ги пријават случаевите заради тоа што се плашат. Понатаму дека тоа може да се одрази на квалитетот на услугите кои што ги добиваат од страна на матичните гинеколози, меѓутоа исто така како граѓанска организација ги користиме сите правни механизми, вклучително и пријавување на незаконските наплати до Фондот за здравствено осигурување и до останати институции во државата и сме добиле информација дека по нашите пријави се направени увиди дел од матичните ординации, односно гинеколозите се казнети. Меѓутоа пак ќе речам, сметаме дека оваа мерка не е ефективна, ниту до сега даде резултат и дека дефинитивно мора да има стимулативни мерки кои што на крајот на денот ќе профилираат матични гинеколози кои што се задоволни со својата работа, кои што сакаат квалитетно да ја понудат услугата и на крај истото ќе се одрази на квалитетот на услуга кои што ги добиваат жените, пред се ќе се одрази на намалување на трошоците кои што сега моментално ги даваат жените кои што ги одвраќаат редовно да ја следат својата здравствена заштита. Имаше ситуација вчера кога гарантирано право на пациентките. Така да, мислам, секое друго говорење и на министер и на другите, едноставно е побиено со самата установа за гарантираност на пациентките. Имаше ситуација, значи вчера кога министер за здравство излезе и кажа дека да, знам за таквата ситуација, меѓутоа нема решение. Дали како невладин сектор сте им понудиле или сте подготвени да им понудите решение на Министерството за здравство, предлози како тоа ви го решим? Како граѓански
другите сектори веќе спомнавме, сметаме дека во оваа фаза само стимулативните мерки, кои што ќе го сопрат одливот на матичните гинеколози кои што имаат договор со фондот во приватното здравство, може да даде ефект во конкретната ситуација и секако сметам дека затоа што ние може да дадеме предлози, меѓутоа сите засегнати страни мора да седнат на маса и заеднички да дојдат до решение кое што понатаму сите ќе го почитуваат и ќе биде во корист на пациентите, затоа што и моменталните законски рамки, односно законската основа и политиките кажуваат дека сите услуги треба да се бесплатни. Меѓутоа во практика тоа не се почитува. Што ова е пречка? Има многу случаи регистрирано дека ова не се почитува, дефинитивно можат сите засегнати страни да седнат и да го решат на долг рок овој проблем и да не известнат нас како граѓани и како пациенти што превземе за да ние како граѓани добиваме бесплатни услуги кои што ни следуваат и со закон и со политики. Пред некоја година самиот министерство основаше една комисија од стручни лица кои ги прегледуваа условите во родилните сали општо во цела држава. И самата комисија, која што беше на владино ниво, укажа дека условите во родилните сали не се соодветни и дека тоа е причината зошто се случуваат. И тоа беше исто покрената една иницијатива од тогаш не постоеше платформата од нас од Националниот совет за родова равноправност и согледувајќи ги таквите состојби пред фондот за здравство ние побаравме одговорност тогаш и од фондот и од министерот за здравство и побаравме оставка. Бидејќи ако министерот вели дека ќе побара одговорност и ќе додели одземање на лиценци на гинеколозите заради нивните пропусти, што секако е во рамките на работните задачи, тогаш која е одговорноста на некој кој што над сите овие има одговорност? Тогаш каде е моралната и каде е работната одговорност на некој кој што е задолжен да ги согледува и да иницира нивно отстранување? Тоа значи дека неминовно е дека првиот човек на здравството треба да понесе одговорност. Ама не понесе ниту тогаш, ниту сега. Знаете, моралните етики ги носи поединецот, но некој над овие луѓе треба да им укаже, а воколку другите и нивните работодавци не го прават тоа, тогаш треба да го дадат оние со кои работи или граѓаните тоа да го побараат. Ние од овдека креваме, мислам го креваме нашиот глас во име на сите овие 21 организација и едноставно укажуваме со податоци кои се недоследностите кои што всушност се направени. И тоа се факти непобитни. Нели велат и пред фактите и боговите ќутат. Епа сега овдека очигледно дека само во нашата земја не се почитуваат сите овие факти кои што всушност навистина болни, а од друга страна ние како женски организации сме нападнати дека заради нашите активности жените и политиката, жените и бизнисот, наталитетот се намалува. Не е причината наталитетот да се намалува заради жените што повеќе учат. И навистина имаме поголем процент на учени жени од сите сектори и од сите бранши. Но еве ги причините каде лежат. Треба тие да се намалат, да се донесат до точка на нула.